Ако може во најкратки црти да се каже за ангажманот во областите култура, уметност, издаваштво и библиотеки. Пред се, наша цел преку овие програмски области била поддршката, промоцијата на мултикултурниот карактер на Македонија и тоа и во државата внатре, со особено внимание на спецификите на секоја од културните заедници кои постојат во Македонија и свртено кон надвор, значи промоција на Македонија како едно мултикултурно општество. Втората специфика, според мене, во овој 25 годишен период е дека фондацијата многу има направено во поддршката на како на алтернативните изрази во културата и уметноста, така и на она што представува наше културно наследство. Ако морам да издвојам, тогаш секако дека покрај можеби годишните изложби кои центарот ги организираше по предлог на тема и избор на уметници од страна на одборот на центарот, бе извела изложбата Image Box кутија во слики, организирана во декември 1994 и јануари 1995 година. Една изложба која според сите мислења, впечатоци, доживување представуваше еден спектакл, односно тоа беше една на големи врати инаугурација на новата технологија, компјутерската уметност, телевизиската уметност, односно видео, артот, кој во таков обем и во такви услови во тогашната мала станица која беше само бетон и бетон, во најбуквална смисла немаше дури ни струја. Сега тој објект е во рамките на Националната галерија на Македонија, например. Инсталиравме 17 самостојни изложби во рок од 21 ден во 3 блока. Паралелно со сето ова сме имале соработка и со институциите, и на централно ниво, и на локално ниво. Еднакво важна карактеристика на нашиот пристап на поддршка на овие области била поддршката на независни, алтернативни проекти, на невладини организации, кои тоа го работат подобро од нас и кои актуализирале прашања кои ние ги сметале за важни. Во овој 25 годишен период значителна е нашата поддршка и на организации чие основање работа ние го имаме како фондација поддржано. Центарот за современи уметности соработува на разни начини со ФОМ безмалку 25 години, може би 24. Затоа што Центарот за современи уметности во прв момент и беше основан од страна на Фондацијата Отворено општество како СОРО Центар за современи уметности. Сме успеале со нивна поддршка да влијаеме на развојот на современите уметности, на уметничката продукција и на се она што Центарот го работи. Еден многу битен сегмент во последниве 7-8 години 10 кој што буквално благодарение на Фондација Отворено општество и успеавме да го спроведеме, тоа е поддршката на граѓанскиот активизам, граѓанските иницијативи и пред се она што ние усвари излезе дека најдобро знаеме да го работиме на креативниот активизам и креативната комуникација. Карактеристично исто така е дека нашите напори во овие области ги имаат препознаено и другите донатори и секогаш биле партнери со нас. ДТЦ или Детски театарски центар се оформи уште во 1999 година и започна како еден проект во однос на подобрување на состојбите на децата беглаци од Косово и потоа прерасна во тоа што денес е Детски театарски центар. А вклученоста на ФОМ во тоа беше речиси целосно, затоа што без ФОМ речиси да не беше возможно да се оформи ДТЦ, особено во делот на поддршка, без разлика дали збориме за финансиска или за административна. Во куси црти би рекол дека без ФОМ едноставно ДТЦ немаше да постои.
Во областа на издаваштвото, мислам дека е клучна нашата улога во поддршката на едицијата идеи на издавачката куќа култура. На македонските издавачи, на постојните, но и на оние што се појавува нови, им треба нови идеи, но се разбира и нова поддршка и финансиска. Јас во култура со колегите тогаш ја конституиравме она голема едиција идеи, каде што објавувавме големи, крупни дела од хуманистичките дисциплини. Македонското издаваштво, кое во еден број години и логично беше свртено кон белетристиката и историјата, се прошири на многу повеќе полења. Тука беа книги, крупни дела од овие дисциплини за кои што зборувам, филозофија, антропологија, социологија и така натаму, политикологија, благодарение и на фондацијата. Еднакво важно е и поддршката на преку 20-тина преводи на дела од класични јазици, нешто што во македонската хуманистика до тогаш не постоело. Има поддршка од Фондацијата Отворено општество не само по однос на средства, туку по однос на идеи. 93 година, пред 25 години, на почетоците на ФОМ, првиот грант за мојата издавачка куќа, тогаш што туку регистрирана, беше од таму. Тоа беа мали книги, онака А6 формат, тенки по 45 страни, некаков сам издат, ама многу направивме, 30-тина направивме. Тоа беше таков неверојатен, како да кажам, успех за нас, на самите почетоци, да излезете со 30 книги. И туку тоа беше важно за нашата култура, до тогаш скоро наштима на големи издавачи, на некакви крути државни одлучувања, министерства, сето тоа. Стварно беше голем импулс и во 90-тите. Сорос, ФОМ одигра голема улога на тоа поле, да речеме, развој на независна култура, независна сцена, внесување на нови актери во културното поле. Нашата поддршка преку издаваштвото значеше возможување на дебата, на критички однос кон реалност и промените и во светот и во Македонија. Мислам дека најбитен беше првиот грант кој го добивме 20 на библиотеки, а се однесуваше на компјутер, модем и печатач. Тоа за библиотеките беше нешто невообичаено. Прв пат, можем да кажем, во општините се виде компјутер, а со инсталацијата на интернет библиотеките станаа место каде се собираа младите. Тоа продолжи и понатаму со еден проект кој го доставивме до регионалната канцеларија на Фондацијата Сорос, а се однесуваше на автоматизација на библиотечните процеси на 4 библиотеки: Гевгелија, Струмица, Валандово и Богданци, и насловен беше како Агро 2000. Ова подрачје е земјоделско и ние ја создадовме првата база на земјоделски податоци, меѓутоа во тоа време се уште немаше никакви знаци за автоматизација на библиотечните процеси и проектот заврши со изработка на веб страници на 4 библиотеки и го постиравме на некој слободен провайдер, бидејќи требаше многу да се плати, а за тоа библиотеките немаа пари. Се почна процесот на автоматизација на библиотечните процеси и трансформација на библиотеките во библиотечни информативни центри. Ние остануваме посветени на темата и на некаква минимална поддршка на избрани проекти, но тоа не е се. Јас очекувам во следниот период да станеме дел од тие глобални заложби на Фондацијата Отворено општество и да дадеме свој придонес, односно да возможиме уметниците и културните работници од Македонија да бидат дел од таа сцена и на некој начин
што е исто една од спецификите на нашите заложби во овие области, на некој начин да го донесеме низ светот во Македонија.